9 часот и 34 минути зборуваме на една многу интересна тема која што верувам дека ќе најде на огромен интерес од ваша страна. Зборуваме за високиот крвен притисок кој што е многу карактеристичен, особено во последниве години во текот на бременоста. Сите кои што сте биле или пак во моментов сте бремени, сигурно сте го почувствувале тоа, меѓутоа од каде тоа се јавува, како би можеле да го контролирате. Воедно ќе ви кажам дека од сега па натаму можете и да се јавувате на 3116 и да ги упатите вашите прашања до мојата соговорничка со која што ќе зборуваме на оваа тема, меѓутоа може да ја прашате за сето она што би можело да ви го одговори еден гинеколог. Добро утро за доктор гинеколог Ана Кацарска, која што ни доаѓа на гости од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Добро утро и благодарам за поканата. Дали во се чувствувате? Пријатно. Удобно ни е во студиото, да. Така се надевам дека ќе бидеме пријатни и едукативни ова утро за нашите гледачи. Доктор Кацарска, што представува висок крвен притисок во бременост? Прво да ја објасниме оваа појава. Така, висок крвен притисок, добро што имаме оваа тема, бидејќи висок крвен притисок или како што ние медицината нарекуваме хипертензија, представува чисто заболување во да кажам во акушеријата, бидејќи овие заболувања, значи хипертензивни заболувања се застапени околу 5 до 10%, значи меѓутоа нормално дека инциденцата зависи сепак од регионот нормалниот земјот и популацијата. Меѓутоа она што е важно дека овие заболувања се доста лоши затоа што се главен ризик фактор за зголемување на перинаталниот и мајчиниот морбидитет и морталитет. Кога викаме дека една пациентка има висок крвен притисок и кога треба да каже практично на гинекологот дека има висок крвен притисок, тоа се доколку вредностите за систолниот, односно како што кажуваат самите пациенти, горен и долен притисок. Систолен и диастолен притисок се вредностите 140 гранични со 90 мм живен столб. Доколку практично тие вредности постојат, значи и повеќе на расстојание од 4 часа, велиме дека таа пациентка постои, велиме дека висок крвен притисок, односно хипертензија. Дали има различни типови на крвен притисок? Дали се делат некако по групи? Зборуваме конкретно сега за крвен притисок во бременоста. Значи тоа е многу важно, особено за гинекологот, затоа што има различни форми точно на висок крвен притисок и според таткото кој што е најважен за и кој што ги дава сите совети за преекламсијата, односно за високиот крвен притисок во бременоста, тоа е СИБАИ. Сите се држиме по тие протоколи. Вика дека во бременоста постојат 3 типа на висок крвен притисок. Тоа е хроничната хипертензија, која што може да перзистира нормално се јавува пред, меѓутоа и во текот на бременоста. Понатака преекламсијата и гестатиската хипертензија. Ако сега можеле да ги објасниме сите тие типови, практично доколку кај пациентката постои еден тип, значи на висок крвен притисок пред бременоста или доколку тој крвен притисок се јави пред 20-та гестациска недела, тогаш викаме дека таа пациентка практично има хронична хипертензија. Преекламсијата е многу интересно заболување затоа што е единствено и уникатно заболување кое што е поврзано со бременоста. И најчестата форма, која што е некаде застапена со нормално околу 5% од високиот крвен притисок, тоа гестацијска хипертензија се нарекува затоа што исто така се јавува при крајот најчесто во третиот триместар на бременоста и некаде околу 37-та гестацијска недела. Кои се симптомите? Само јас уште еднаш да ги потсетам гледачите за оние кои што во моментов се случуваат, бидејќи бројчето не ми е испишано долу на крол, 3116 Тоа е телефонскиот број на кој што можете да се јавувате и да ја прашате доктор Кацарска се што ве интересира во врска со гинекологија. Значи 3116 може колегата и да ми помогне да го испише бројчето за да го гледа. Така, значи симптомите се различни, варијабилни во зависност од индивидуот и од зависност од степенот на тоа заболување. Практично може да се работи за еден благ степен на висок крвен притисок, меѓутоа може да се работи за една тешка форма на висок крвен притисок, која што практично е пропратена со различни пореметувања во целиот органски систем. Најчесто се јавуваат пациентките, оние субјективни симптоми што ги нарекуваме кај пациентката се главоболка, понатака проблеми со видот, нарушување на видното поле, епигастрична болка, односно болка во стомакот,
болка во десниот квадрант, гадење, повраќање, така што доколку кај пациентката се јавиат во текот на самата бременост некои од овие симптоми, им советуваме да направат некои од соодветни практично испитувања и исследувања. Затоа ние редовни контроли кои што ги правиме кај пациентите, значи оние совети кои што ги даваме да се направат крвна слика, значи седиментна урина ги правиме се со една единствена цел за да навремено откриеме некои пореметувања. Токму тоа беше и моето следно прашање, доколку се соочи пациентката која што е бремена со висок крвен притисок, што прво треба да предуземе, прво да направи? Веројатно се консултира со гинеколог прво. Да, прво е консултацијата точна. Секогаш ги прашуваме пациентите како утврдиле дека имаат висок крвен притисок, дали имаат некои симптоми, понатака нели колкото е висок крвен притисок е висок. Секогаш викаме дека особено е сериозен крвен притисок на 160 со 110 мм живен столб. Тоа е многу висок крвен притисок. Понатака доколку имаат значи некои да кажеме од овие симптоми, меѓутоа се праќаат на подетални лабораториски исследувања. Доколку се работи за тешка форма на висок крвен притисок, тогаш се предлага на пациентката хоспитален третман, се со една единствена цел да се направи темелна евалуација и да се даде соодветен третман. Така. И сега предност ќе му дадеме на гледачот кој што го имаме на линија. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Одлично, повелете доколку имате прашање до докторката. Овде е гледач од Скопје. Ве поздравувам во емисијата и сакам да ја прашам докторката нешто. Еве, бев на преглед кај докторка, гинеколог, и вакво ми најдоа, сега ќе ви прочитам, хиперплазио, ендометрит, постменопауз, пустокоела, така. И ме пратија во државна болница, сега треба додам. А притисокот го мерам, ми се движи 130 со 90 и 140, еве, овие четвртокот, петокот и саботата 140 со 100. Прво сакам да знам што е ова, што диагноза е ова и зашо ме праќаат во државна болница на гинекологија. И притисоков не знам како да го нормализирам, имам главоболка, болки во стомакот, имам тоа што го кажавте сега. Така. Добро, во ред, докторката го разбра вашето прашање. Благодарам што не следите и што се вклучивте. Имајте убав ден. Сега ќе ви одговориме на прашањето. Вака сега. Прво за диагнозата. Така, хиперплазијата на ендометриумот, колку што разбрав, пациентката, односно се извинам, гледачката е во менопауза. Тоа значи има задебелување на лигавицата на слузницата на матката, кој што дефинитивно значи бара соодветно исследување. Постојат ултразвучни критериуми за тоа колку треба таа лигавица, односно слузница да биде во менопауза, така што претпоставувам дека пациентката се препратена на клиниката за да се направат исследувања, односно една кератажа, да се земе материјал од матката и да се види нормално хистопатолошки да се обработи тој материјал. Во однос на крвниот притисок, интересно е тоа што крвниот притисок, особено кај пациентите, се расте после менопаузата, односно во менопаузата, после завршувањето на да кажем генеративниот период, затоа што се менува целиот хормонски статус кај жените. Особено значење би дала тука на намалување на нивото на естрогените, кои што се особено поврзани со зголемување на липидниот статус во кај жените, така што треба да се направи на крвна слика со липиден профил кај пациентката, да се евалуира исто така на кардиолог и да се препише соодветна терапија. Така. Верувам дека гледачката е задоволна од одговорот. Имаме уште еден. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Едно прашање, значи ми интересира од што може да дојде да нема срцева реакција и кога се појавува срцева реакција на бебето. А која недела сте? Вие сте конкретно бремена или добро некој ваш близок? Два пати бев и два пати ми е неуспешно. Да. Добро. По правило, значи кога се појавува срцевата реакција на бебето. Во ред, ви благодарам многу за вклучувањето, докторке. Оваа тема ја разработи веднаш на Алфа телевизија за спонтанните абортуси, значи доста обемен материјал, доста обемна тема. Срцевата акција се појава 6-7 гестацијска недела.
Меѓутоа, доколку не се јавува, доколку ке пациентката има веќе два последователни, да кажеме, абортуси, веќе треба да се јави кај својот гинеколог и да се започне со некои клинички испитувања и следувања кои што треба кај двајцата партнери веќе да почнат да се прават. Се со цел да не се повторат сите овие два пати, односно да се повтори во наредниот пат да настане спонтан абортус. Значи во секој случај мојот совет е да се јавите кај вашиот гинеколог кој што треба да ви направи еден список, односно палета на испитувања за да не се повторат овие абортуси, затоа што третмани постојат. Сепак, значи, треба некако да се третира и да се... Да, палетата на заболувања, да кажем, односно на пореметувања кои што доведуваат до вакви спонтани абортуси е огромна. Значи, точно треба да се утврди која е причината за да кај пациентката се даде соодветен третман. Така, имаме уште еден. Добро утро. Добро утро, да ве прашам нешто. Поздравувам се докторката. Значи, јас имам низок крвен притисок 80 со 60, од 70 со 50 зависи. Сега прашањето ми е дали може да ми се качи, бремена сум 7 месец скоро, дали може да ми се качи во текот на пораѓајот и дали доколку сум чула да се поразуваме со това шилес, може да се качи притисокот, исто дали се симнува после пораѓајот и да ставува за лекување. Ја разбрав се убаво. Само последните две реченици, три, ако може да ги повторите, и јас не разбрав. Дали во текот на породувањето, ако се качи притисокот, што? Дали, ако во текот на пораѓајот се качи притисокот, значи после пораѓајот се нормализира или треба да остане за лекување останува? Дали после пораѓајот се нормализира доколку се Значи, како што кажа, притисокот може да се качи и последниот триместар, 37-38 недела, може да се качи точно дека и после породувањето, меѓутоа не значи. Индивидуално е сепак. Доколку тој, да кажеме, крвен притисок треба да се нормализира до 3 месеци, односно 12 недели после породувањето. Ако после овој период, значи не настапи нормализирање на крвниот притисок, тогаш пациентката, кажуваме дека пациентката веќе има една хронична хипертензија, која што пак ќе бара исто така соодветен третман. Така. Дали имаме уште некој или можам да продолжам сега со прашањата? Добро утро. Добро утро. Повелете. Вака ми интересира да прашам колку треба да е нормален притисок во текот на бременоста. Зашто имам притисок 150 со 100, до каде може да оди, дали е нормален или е висок? Добро, ви благодарам. 150 со 100 е веќе крвен притисок кој што бара евалуација и кој што бара терапија. Значи, пациентката треба да се јави кај својот гинеколог да се направи на лабораториски параметри, затоа што, значи, секогаш ги испитуваме бубрежниот систем, значи хематолошкиот и исто така црниот дроб, односно како функционираат, затоа што сите овие заболувања практично ги зафаќаат повеќето органи и бараат едни подетални испитувања кои што треба да бидат направени од страна, значи нормално на гинекологот, за да се знае точно каква терапија да се ординира. Само уште едно прашање сега за докторката, ќе продолжиме потоа се јавувањето од гледачите. Како се следат пациентките со висок крвен притисок во бременост? Значи, следењето бара прво на пациентките кои се со висок крвен притисок, значи спаѓаат во ризична група на пациенти и бараат да кажам почести контроли и бараат детални исследувања. Значи, доколку се работи за пациентка со висок крвен притисок, како што напоменав и претходно, дека се најдобро да се предложи хоспитализација, односно хоспитален третман со цел да може да се направат сите тие детални исследувања, да се собира 24 часовна урина, да се следи нивото на протеини, понатака да се направи една лабораториска, да кажам, целосна палета и бидејќи дел, да кажам, доколку се работи за таа тешка форма на хипертензија, оди и со венски препарати, значи зависи од тежината и степенот на заболувањето. Така. Да дадеме предност сега и на гледачот кој што не чека на телефонската линија. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Поздрав до вас и до вашата емисија. Вака, јас сум трудница веќе 6 месеци. Притисокот ми е 110 со 80. 37 години имам, прва бременост ми е, за сега супер одлична. Меѓутоа на сликите примети папучната врвка му е околу вратот, па сакам да прашам дали постои некој проблем за понатака или не и треба да патувам во 8 месец далеку. Сега викам дали со авион или со кола, ќе се породувам во Швајцарија. Добро. Тоа е се? Тоа е се. Ви благодарам многу на вклучувањето. Поздрав до вас. Имајте убав ден. Благодарам. Прво врска со папучната врвка која што ја забележала на
сликите? Тоа не би требало да представа никаков проблем, значи Нормално е. Тоа е за различна положба, нели плодот сепак не стои во една позиција. Меѓутоа, она што е важно за крвниот притисок не би требало да представа некој пореметување, односно загриженост кај пациентката во однос на патувањето сепак зависи од незината здравствена состојба и од состојбата каква што е бременост. Ако се работи за нормална бременост со даден нормална совет и со дадена дозвола од гинекологот може да се патува. Така. Добро утро за следниот. Дали имаме уште некој? Добро, тогаш одиме со следно прашање, а ве очекуваме и понатаму на 3116 со било какви прашања конкретно во врска со вашата бременост, доколку сте во таа состојба, меѓутоа и со гинекологијата општо, што би сакале да ја прашате доктор Ана Кацарска. Мене ме интересира за пациентките кои што имаат нели континуирано висок притисок до самиот крај на бременоста, како изгледа породувањето? Кои се ризиците, што би можело да се случи во текот на породувањето? Породувањето, знаете како, можностите постојат за двата начина породување, и за вагинално, и за породување со царски рез. Зависат од повеќе фактори. Тоа се од прво состојбата на мајката, секогаш ја гледаме и на прво место ни е здравствената состојба во која што се наоѓа мајката. Меѓутоа, понатака и од незината нормална стабилност, од друга страна ни е важна и состојбата на плодот. Многу е важно во која гестацијска недела се наоѓа плодот, од дали постојат некои од ризиците кои што се поврзани со високиот крвен притисок, како што се застои дали има во растот на плодот, намалена околуплодова вода и понатака се прави проценка, значи ние го нарекуваме тоа биофизички профил, во зависност од самата фетална состојба, меѓутоа и состојбата на грлото на матката, значи имаме ние проценки кои што се нарекува цервикален бишоп скор, се дава препорака дали таа бременост треба да биде завршена по вагинален пат или со царски рез. Така. Верувам дека сте задоволни од одговорите на прашањата кои што имав да ги поставам на докторката на оваа тема. Продолжуваме и понатаму со вашите јавувања. Добро утро за следниот. Добро утро. Добро утро. Така, вие сте наред, господине, повелете. Се јавувам од гледачка друга. Поздрав. 9 месец сум бремена и ме интересира концентрирано дека имам кила. Дали има проблем ако се породам природно или е пожелно царски рез? Ве молам за одговор. Каква кила? Кила, веројатно кила како болест. Има различни типови на кила. Знаете, тука сте се уште на линија? Да, значи кила како што е брух. Да, и на локацијата ингвенална, феморална, умбиликална, зависи каков тип на кила има пациентка. Дали знаете конкретно каков тип на кила имате? Не знае стручно да ни објасни, меѓутоа Добро, значи зависност од типот на килата, на консултација ќе се направи сепак нормално со абдоминален хирург и така ќе биде завршено породувањето. Така. Добро, ви благодарам. Во консултација со абдоминален хирург ви благодарам многу на вклучувањето. Дали имаме некој на другата линија? Да, добро утро. Добро утро, ве слушаме, одлично, повелете. Вака се јавувам со докторката една консултација. Ајде. Бремена сум во 4-ти месец и извинете малце на сентименталност. Нема проблем, слободно говорете, да, како што се чувствувате, така, таман работа. Така, значи, ми се појавија камчиња во жолтката и сум бремена во 4-ти месец. Што ќе ми препорача докторката да правам? Дали веќе нешто ви кажа? Сте се консултирале со лекар до сега? На исхраната само ми рекоа сега да пазам и да правам тест за хеликобактер да видиме дали има случај. Меѓутоа вознемирена сте бидејќи не знаете како ќе делува на бременоста, така? Так. Во ред, ве разбирам, јас потполно ви благодарам многу на вклучувањето, сега ќе слушнеме. Ви благодарам и вас, Пријатно. Значи нема потреба од загриженост, затоа што нели врска едно со друго, така? Добро, има, меѓутоа нема потреба затоа што нели апсолутно здравје не постои кај никого од нас. Така што треба сигурно да биде контролирана самата бременост, меѓутоа место за загриженост реално нема. Затоа што постои може, значи без разлика тоа што пациентката е трудна, може, значи а доколку се јават понатака компликации, може да секакво решавање на тоа што има камчиња во бубрек. Нема никаков проблем. Добро, во ред, се надевам дека гледачката малку ја смиривме ова. Не, нема никаков проблем, значи бидете спокојни и мирни. Ке си расте плодот, ке си се развива, па веројатно редовни контроли, тоа е тоа. Така, поздрав за следниот, добро утро. Ајде, добро утро, зборувајте, вие сте наред. Добро утро. Повелете.
Пред 6 години после прва бременост направена ми е конизација на матката во осистина. Сега сум во 8 месец, втора бременост. Дали ќе има некакви проблеми при пораѓањето? Пораѓањето ќе биде со царски рез. Добро, ви благодарам. Не би требало да има никакви проблеми, значи секојаш се прави проценка без разлика. Гледачката каже дека ќе биде бременоста завршена со царски рез, нема никаков проблем, меѓутоа доколку има можност, значи во зависност од нормално состојбата на грлото на матката, затоа што веќе претходно е третирано, значи може да се одлучи доколку има можности да се породи по вагинален пат. Така, верувам дека гледачката е задоволна од одговорот. Ние одиме со следниот. Добро утро. Добро утро. Ало, добро утро. Вие сте наред, повелете. Вака, сакам едно прашање на докторката да ја поставам. Сната моја со првата бременност имаше компликации, тоа прекламација како го пикаат. Требаше да имаше крвен притисок. И примаше лекарства, почна да отекува и примаше инекции за да го созрее плодот. Сега многу тежок пороѓај имаше. Дали сега може, ќе има ли проблеми да остане повторно бремена, пошто она притисок, додека не беше бремена, имаше нормален притисок. Така. А кога остана бремена, од 5-тиот месец почна да се качува притисок. Сега имаше и проблеми со золчката, дали е причината золчката, што предизвика да имат висок притисок, и за да прима инекции за да созрее плодот, за да се породи. Она фактички 7 месеци испадна бебето. Сега дали има шанси повторно да стане втора бременност? Добро, ви го разбравме прашањето, благодарам многу. Следете не и понатаму. Сега одговорот. Благодарам. Со жолчката не е поврзана, значи тука веќе стварно се работи за навистина преекламсија. Кажат дека се дава точно дека кога веќе треба да се заврши, односно терминира бременоста, точно даваме дека инекции кои што да се за зрење на плод, меѓутоа тие практично делуваат на зрење на повеќе органски системи. Треба да се направи евалуација, пациентката треба да биде поставена на соодветна терапија кога ќе остане трудна. Меѓутоа треба да направи некои испитувања кои што да се види зошто настанала преекламсијата. Не споменавме нели кои се ризик факторите за преекламсија. Интересно е тоа што преекламсијата е болест на првородки. Значи понатака претежно првородките, точно понатака се смета дека претходни заболувања како што се нели претходна преекламсија дека е ризик фактор за настанување на преекламсија во наредната бременост. Понатака мултифеталната гестација, односно близначката бременост, исто така ризик фактор за настанување на преекламсија, обезитетот. Интересно е како податок дека исто така доколку постои интервал повеќе од 7 години од една до друга бременост, исто така дека е ризик фактор значи за настанување на преекламсија. Значи секоја високоризична бременост претходна е ризик фактор за да постои високоризична бременост и во наредната бременост. Треба да се направат испитувања и некои исследувања пациентката да биде поставена на терапија. Една од терапиите кои што постојат според Американското здружение за обстетричари и гинеколози е давање значи на аспирин, значи имаше тука некои контроверзија околу тоа кога треба да се започне со давањето на аспирин, дали кога пациентката ќе остане трудна, дали претходно, меѓутоа нешто по најновите студии според СИБА се дека треба веќе да се започне со давање значи на аспирин од 12-та некаде гестацијска недела, најдоцна до 28 гестацијска недела. Така што треба да биде пациентката поставена на соодветна превентивна терапија за да не настане повторно преекламсија во наредната бременост. Така. Имаме уште еден за самиот крај, бидејќи веќе 2 минути до 10. Добро утро. Добро утро. Повелете. Би сакала да прашам докторката, имам керка од 13 години. И сега ги терат за да примаат вакцини овие за женските што се. Дали е таа морална вакцина и што Добро, веројатно нешто се случи. Тука сте уште? Да, тука сум. И дали би требала да ја прими и што како делува таа вакцина? Јасно ви? Јасно е, да. Ви благодарам за вклучувањето. Значи, прашањето е за ХПВ вакцинацијата. Да, советуваме вакцинирање со
таа вакцина и во светот и во Америка исто така се препорачува вакцинирање, значи се прават доста конгреси, семинари за самата вакцинација, сепак се препорачува да бидат реално женските деца вакцинирани. Се со цел редуцирање на преканцерозните карцинозните лезии на грлото на матката. Тука веќе ни измина времето кое што беше предвидено за овој разговор. Доктор Ана Кацарска, гинеколог од клиничката болница Аџибадем Систина, ви благодарам што денес дојдовте или на моја покана да ни одговорите на прашањата кои што ни интересира. Повторно ќе отвориме со вас понатаму гинеколошки теми кои што ги интересираат гледате. Имаше голем одзив од страна на гледачите. Ви благодарам и ви посакувам убав ден. Благодарам за поканата.